Розата е символ на радоста, задоволството и љубовта. За настанокот на розата и за понесувањето на титулата кралица меѓу цвеќињата говорат многу легенди. Постанокот на розата се врзува со божицата на убавината Афродита, со божицата на пролетта и цвеќето Флора, со царицата Жозефина која ја основала прочуената градина со рози во дворецот Малмезон во Париз и каде можеле да се најдат сите дотогаш познати видови рози во светот. Во Римското царство култот на розата е издигнат на највисоко ниво. Во природата денес растат околу 400 различни видови рози, кои меѓу себе се разликуваат по бојата, изгледот на цветот и по мирисот. Плодот е богат со витамин С, па од таа причина розата наоѓа своја примена во исхраната, медицината, но и во козметиката. Кога е во прашање козметиката, цветот од роза најчесто се користи како етерично масло или екстрактот се додава во парфеми, шампони или различни креми. Еден од најпопуларните третмани за разубавување на кожата е хијалуронскиот третман со цветови од роза. Хијалуронот е супстанца која природно се наоѓа во кожата и дава цврстина, ведрина и хидратантност. За жал, со текот на годините тој се троши, кожата старее и се создаваат брчки. Суштината на овој третман е да ја надокнади количината на хијалуронска киселина која во процесот на старење исчезнува. Различни препарати хијалуронска киселина, различна густина и молекуларна маса се користат за различни типови на кожа. Епа дами, доколку кожата на лицето почна да ги открива вашите години, време е за хијалуронски третман со цветови од роза. Како и секогаш и овој пат ќе ви представиме еден прекрасен третман за тонификација на кожата. После 25-та година би требало да се прави. Со тоа што, значи, сите овие средства ќе бидат на вистина квалитетни од Есенса Медитерана и многу интересно што во овој третман ќе бидеме, значи, со малку поинтересен и нов пилинг, тоа е биолошки пилинг, и ќе имаме како новитет специјална лифтинг фирминг крема, која што ќе ја користиме под специјалниот гипс, значи, тоа е со матични клетки од алпска ружа, што е многу интересно како новитет. Така да третманот ќе го започнеме со тоа што ќе го очистиме лицето на нашата клиентка со специјалното млеко од Есенса Медитерана. Нежно ќе го очистиме. И одиме со тонизација, каде што пред се ќе ја хидрираме кожата како припрема за овој прекрасен третман. И одиме со следната постапка, тоа е специјалниот биолошки пилинг, кој што ќе го наносиме во тенок слој. Навистина пријатно мириса. Мирисот е на алпска ружа, од која што се извлечени, значи, матичните клетки. Многу интересно што 80% при првата апликација се регенерираат човечките клетки, што е многу интересно. И затоа, не случајно, Есенса Медитерана ги има добиено сите престижни златни награди на 5 континенти. И оставаме клиентката 5 до 10 минути да отстои со маската, која што ја нанесуваме. Откако биолошкиот пилинг отстои 10 минути, сега нежно го стругаме со прсти, полека.
Биолошкиот пилинг отстои 10 минути и сега полека нежно го стругаме со прстите и потоа ќе го отстраниме со помош на газичка натопена во вода. Така да, навистина интересен биолошки пилинг со матични клетки од алпска ружа, кој што навистина ја завршува својата функција безпрекорно. Добиваме чиста и здрава кожа и многу нежно врши депигментација кога имаме флекички. Дали се тоа од сонце или може труднички, од акни, сето тоа многу лесно се отстранува со помош на овој биолошки пилинг, кој што треба ритуално во серија да се направи за да добиеме навистина прекрасни резултати. А додека во овој третман ги отстранивме изумрените станици и сега одиме со следна постапка. Но претходно ги отстрануваме влагата со партиено шамикче. Навистина добивме сјај на кожата, веќе е мазна. И одиме со следната постапка, а тоа е масажа со специјалната крема од Есенса Медитерана со Q10 масажна специјално наменета за масажи во склоп на сите овие ексклузивни третмани. Во овој ритуал го третираме лицето, вратот и деколтето, така да нежно ќе распоредиме. Како следна постапка е нега околу очите со помош на специјална маска за делот околу очите. Потоа одиме со нанесување на специјалната лифтинг фирминг крема, која што ќе биде подлога пред гипсот. Ќе нанесуваме во подебел слој. Навистина е прекрасна, свиленкаста, има прекрасен мирис на ружа. Бидејќи нанесовме комплетно кремата со матични клетки од ружа, имаме специјална маска на делот над око и под око. Очите ги затвараме со памучни тампони. Секако газа нанесуваме и правиме отвор за делот околу носот, за да можеме убаво да ја измоделираме маската, клиентката да може убаво да диша, а ние да го спремаме специјалниот гипс Liftorose.
Нежно ја прилепуваме. Малку. Така. И одиме со активирање на специјалниот гипс, кој што има розеникава боја. Полека го активираме со минерален активатор. Тоа е козметички специјален гипс кој што загрева до 40 степени и потоа се лади и се претвора, нели, во гипс. Еве како изгледа. Значи смесата, која што треба добро да ја измиксаме и потоа одиме со апликација. Бидејќи маската го заврши своето дејство, полека ја отстрануваме во едно парче. Значи, навистина добро ја измоделиравме. Еве како изгледа. Вишокот го отстрануваме, нели, од маската со водени тампони. Кожата навистина блесна. И сега како следна постапка одиме со специјалниот лифт серум и на крајот специјалната крема со матични клетки од роза. И би било нормално пожелно клиентката да го негува лицето, значи со соодветна крема за нејзиниот тип на кожа, нормално од колекцијата на Есенса Медитерана. Кожата навистина има прекрасен тонус и веќе една сосем друга боја. Одиме сега со специјалниот лифт серум. Веднаш навлегува, значи самиот серум зборува за својот квалитет. Не останува како филм на кожата, значи веднаш навлегува. И сега одиме со специјалната, значи крема со матични клетки, лифтинг, фирминг крем. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен третман за тонификација на кожата. И сите оние на кои што им се допадна, ќе покануваме да се подвргнат на ваков третман.